Добро вечер. Ребалансот на буџетот очигледно излегува од Министерството за финансија, кој можеме да користиме формулацијата, веројатно веќе е на пат за усвојување во владата. Најавите кои можат да се слушат од страна и од министерот за финансии и од премиерот говорат дека амбициите дури и во ребалансираниот буџет ќе бидат да се задржи основната тријада на незините позиции. Главното е дали ќе порасне буџетскиот дефицит, а тоа всушност значи дали ќе има нови дополнителни задолжувања од и овие за оваа година не беа така лесни низ основниот буџет. Не е голема филозофија да се процени дека корекции ќе мора да има и тоа позначајни, од и само прегледот дури и на лаици на фискалниот бројач јасно покажува дека овој јуни сведочиме на скоро долго време невиден или невообичаена состојба. Разликата помеѓу приходната страна на буџетот за оваа година и расходите на буџетот покажуваат скоро цел изеден буџетски дефицит планиран за целата година. Поточно остануваат во резерва само уште 10 милиони евра од планираниот буџетски дефицит од 670 милиони. Ако оди во надолна линија корекцијата за растот на бруто домашниот производ од 3,8 на 3,5, ако корекцијата на инфлаторните очекувања оди од 2,5 на 4,3, тогаш е повеќе од јасно дека оваа третата во алките важни кои ги гледаме на прва во секој буџет ќе мора да доживее некаква корекција. Ако таа е мала, а по дефиниција би била мала дури само кога ќе се коригира стапката на раст на бруто домашниот производ, бидејќи апсолутниот износ дури да остане ист, ќе биде коригиран во проценти од БДП само поради тоа што ќе се промени проекцијата на истиот. Следната можеби варијанта или предизвик за Министерството за финансии е драстично кратење на се. На тој начин стигнуваме и до основното прашање. Ако е возможно толку многу да се скрати во овој буџет и да се остане во постоечките рамки и за буџетскиот дефицит и да се финансираат обврските до крајот на годината и приходната страна да задржи кондиција која нема да ги повтори минатогодишните резултати на минус 8 на приходната страна на буџетот, тогаш тоа е врвното сведоштво дека основниот буџет кој стигна во декември кај пратениците покажува дека бил малку повеќе накитен од несуштествени елементи кои само на средината на оваа година можат да бидат скратени и ефикасно буџетот да заврши во рамките на проекциите до крајот на годината. Што се крие зад бројките, што некои од другите од така наречените капитални расходи всушност разоткриваат за гимнастиката со парите кои се случува во и околу буџетот и главните инфраструктурни проекти, вечерва на Вин-Вин разговарам со професор доктор Ванчо Узунов. Добро вечер. Добро вечер. И извршниот директор на ЗМАј Виктор Митевски. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Гледам дека кај професорот е веројатно се во глава, кај вас е добар дел на хартија, се обидував да запишувам и јас. Премиерот вели дека тоа ќе биде скромна корекција на буџетскиот дефицит за оваа година, не повеќе од 3,8. Дали сум точна во најавата дека ако е тоа толку мала корекција, неа всушност директно ќе ја доведе и самата корекција надолна на проекциите за растот на бруто домашниот производ? Тогаш зашто зборуваме? Па дефинитивно меѓу другото зборуваме и за зголемените инфлаторни очекувања. Тоа секогаш им оди во полза на политичарите, затоа што зголемена инфлација значи на некој начин номинално зголемување на приходите во буџетот. Искрено, кога го гледаме како структура буџетот, прилично, мислам дека сме го коментирале дека е прилично амбициозен во својата форма и обем и при тоа да се види дека буџетскиот дефицит оди со реализација во ваква динамика, да се каже дека ребалансот кој што се случува прилично рано во годината, да се каже дека корекцијата ќе биде мала и незначајна, тогаш очигледно малата и незначајна корекција на постулатите на економијата, односно на фискалната политика, ќе значи кратење во одредени ставки. Знаејќи дека платите и трансферите ни се
прилично дадени и не можеме многу да работиме или да ги кратиме. Напротив, со последните измени, покачување на пензиите, тие само се зголемуваат. Предпоставам дека ќе не се случи истото сценарио, каде капиталните расходи или пак сите оние останати расходи кои што не се трансфери и плати ќе бидат дел од тоа кратење. Добро ме подсети Митевски. Една порака од Министерката за финансии која треба да делува смирувачки, не оти било кој сега сериозно се вознемирува за овие теми за кои се обидуваме да разговараме, што е посебна тема сама за себе, колку се поедностави односот и дури од политиката можете да слушате гласови од типот без вознемирување, се е во ред, буџетот е ликвиден, со додавка ке има за плати и за пензии. Амбициите да се погледнат малку потемелно математиките не претвора нас во луѓе кои ги интересира само тој директен бенефит на сметката, оти во другите ставки за кои сега велиме па од каде ќе се крати, лежи главната поента за тоа што ќе создадеме, колку ќе се движиме кон попристојна држава која ќе може да финансира на позначаен начин важни сектори кои денеска трпат поради тоа што, како велат, толку е чергата. Прво, за изјавата на министерката дека бидете мирни, ќе има за плати и пензии, ние контролираме све, е типична изјава на еден ваков вид на политичка гарнитура на власт, која што владе со популизам и она допира до оние гласачи кои што не го разбираат тоа макроекономско и буџетско работење и не сака да ги интересира, но ги интересира ќе има ли до крај на годината плати и пензии такви како што се предвидени и ветувањето ќе има, нив ги смирува. Се оваа друга група луѓе што ги интересира нешто повеќе за тоа, овие теми ги дискутира секоја година, во помалку или повеќе исти начин и отприлike во истиот период од годината. Тука некојаш почиња муавето за ребалансот. И толку години ние не ги уничевме се уште лекциите. Многу пати сум кажал, еве уште еднаш ќе повторам, кога се носи буџетот за наредната година, во декември, кога се предлага и се носи буџетот, тој тогаш е нереален, така го прават, оваа влада многу го практицираше тоа, го направи многу нереален, ја наду стапката на раст на бруто домашен производ очекувана, предвидена, предпоставена, како да наречеме, затоа што тоа го користи како маркетиншки инструмент. Еве ние се развиваме, стапката на раст на БДП е некоја си бројка. Бројката не им значи на граѓаните, но пораката дека стапката е висока звучи политички многу убаво. И сега за да оправда таа стапка може да претпостави некои параметри кои што чисто математички веројатно кој равенка ја решава таа стапка. И уште повеќе за да биде амбициозна вика еве ќе имаме големи капитални инвестиции. После тоа почна годината и работите доаѓаат онакви како што биле. Таа приказка се распаѓа полека и негде во средина на годината, јуни еве го, ние мораме и секоја година тоа го правиме, да имаме ребаланс на буџетот. И тука веќе да се соочиме со реалноста, види тоа што го кажавме на лани на крај на годината кога го проектиравме буџетот нема да се оствари. За да се вратиме во нормала, ќе скратиме нешто, ќе додадеме на друго и дефицитот ќе биде нешто малце поголем, пак е некоја приказка дека ве лажевме, ама не многу, сепак нешто контролираме. Зашто им го припишуваме само на овие како Не викам на овие, не викам на овие, викам праксата на такво работење е веќе 20-25 години. Сите влади го прават тоа. Го прават заради една многу едноставна причина, мислам многу, али по моје мислење оваа причина е најбитна. Со оваа структура на даночни приходи, со оваа структура на даноци како систем даночен, не може да се генерира повеќе пари во буџетот. Не може. Тука е, као процент од БДП. Јас малце ќе коригирам, има простор. Не, сива економија. Не, оке, значи, нешто за кое што сите влади во континуитет нели зборуваат. Виктор, ама никој ништо не прави конкретно. Ама јас морам под предпоставка дека нема да решаваш сивата економија, ако сакаш да собереш повеќе пари, треба да го смениш даночниот систем. Инаку, ако има сила владава да го реши проблемот на сива економија, тогаш нема потреба други работи. Реши ја сивата економија, односно немаш цела, ама еве да речеме, во голем дел, и автоматски си генерирал пари повеќе во буџетот, ќе има и за плати и за пензии, популистичкото, но ќе има и за капитални проекти, ќе има и за други проекти, и ако сакаш да водиш реформи, можеш стварно да бидеш успешна влада. Можеш стварно да бидеш успешна влада, ама треба да решиш сивата економија,
а таа ти е во коалицијата внатре, политичка. Второ, треба да сакаш да правиш реформи кои што болат, ама треба да ги правиш, да не гледаш на рейтинг, него на реформи на граѓаните, и на крај да гледаш за доброто на граѓаните, а не доброто на партијата и челниците на власт. Тоа до сега не го видовме, а од оваа влада најмалку. Значи, ке си имаме, Оливера, сликата како што сме имале со години. Сега ќе имаме наводно мало коригирање на буџетскиот дефицит и на буџетот. Прво не мислам дека ќе биде толку мало. Ќе биде малце поголема, ама тоа после ќе испадне као бројките таму нешто. Ова нас грешивме. Ќе се скрати од капиталните расходи, од што друго ќе се скрати, нели пензиите не се кратели и платите. Од што друго ќе скратиш? Тоа ќе биде од капиталните расходи. Они веќе се прават некои таму весели математики, долгот не бил за Бехтел и Енка, не бил ваму, него било наму. Тоа све е у тој контекст приказка. ЈПДП се задолжувал, не државата, нема врска па е државата. И на крај ние ќе завршиме годината онака како што и можевме да завршиме без сите овие весели математики и приказка дека владата многу успешно работи. Значи, граѓаните треба да знаат годината да се среќни ако има раст на БДП над 2%. Треба да среќни и ако има инфлација под 10%. Плати и пензии ќе има во тој размер какви што се, покачување нивно нема да има бидејќи не е изборна година, ќе им биде ветено за до година во март, затоа што во до година на пролет се ветуваат избори. И тука отприлike ќе заврши целата приказка од денес за 365 дена. Пауза за реклами, имам приговори на овие што би се рекло фрлени од раков. Претпоставам дека разбирате дека понекогаш авторитетот треба да се контролира оти секоја информација има некаква важност и колку и да мислиме дека нешто не е во ред со математиките, се разбира, не мислам дека треба да ги напаѓаме со бројки, дека секако инфлацијата ќе отиде до 10, нема да биде среќни ако биде до 10 сега. Ја реков да биде растот до 2 и да инфлацијата под 10. Пауза за реклами. Митевски, таму некаде пред рекламите, обидвајќи се да го застанам професорот со црните прогнози, знам дека намерата е да се предупреди дека кон некакви трендови не можеме да се однесуваме, дека на крајот прашањата и одговорите ги сведуваме, остави секоја расправа, дај да видиме ова базичното дали ќе има, ако има, добро е, тие знаат, нека туркаат работа. Овој период во подготовката нормално беше покривање на така наречениот јавен простор, колку и тој да е мал, со некакви чудеси од статистика. Најзанимлива ми е таа дека колку сме добри, вели, СДСМ во нивно време, пазите, тоа не е наше време, наши данъци, наши пари, во нивно време, за 7 години, просечно имаат раст на бруто домашниот производ од 1,6, а еве ние успеавме само за 2 години да стигнеме до 3,5. Тоа е таа политика во статистика, оти ми се чини дека не постои никаде никој во светот кој што се обидува во такво купче да ги става двете потенцијално страшни години за светската економија, таа 20 со пандемијата и потоа кризата 22 енергетската со нападот на Русија на Украина. Еве, пробав да проверам од така наречените шампиони. 2017 е најдобриот резултат, да речеме, на декадата. 3,9 е растот на бруто домашниот производ, кој дава некакви ветувачки сигнали после 2017, тоа што сте наследиле, како ќе изгледа перспективно и потоа доаѓа шокот 2020 на минус 4,6, па се опоравуваме. Мојата поента е дека додека не занимаваат со такви проценти ние наспроти нив, имате ли впечаток дека скоро ништо не научивме од екстерните напади, од ужасните кризи, кои секако психолошки потрошија многу повеќе пари, меѓутоа како да останаа без научени лекции како треба да изгледа нашиот буџет и колку трајно треба да се обезбедува со некакви бафери оти кризите циклично се појавуваат, еве и тие сега живеат една таква. Значи, мислам дека е многу неблагодарно и тоа не е случајно да споредуваме. Јас отворено ќе кажам баби и жаби, да кажувате дека просечен раст на некој бил во некое време волкав или онолкав,
Тоа беше наметнато и од стручната јавност, морам да признам. Ама политичарите, сите такви приказни, многу убаво си ги пакуваат и си ги користат на митинзи и на одредени изјави. Прости, само сега помлаци, после 2002-та, помнам само еден министер на СДСМ, Јово Манасиевски, тогаш за труд и социјална политика, на прашањето кои се вашите амбиции, одговорот е да го стигнеме најважниот резултат од владата на Љупчо Георгиевски, а тоа е, мислам, 2000-те, единствениот раст на дотогаш бруто домашниот производ од приближно 5%. И тоа е веројатно политички коректниот говор, кој потоа долго време отсуствува во поделбата на наши и ваши. Ама на крајот на денот тоа што го кажа е многу по големата вистина за која што треба да зборуваме. Растот не е на едните и на другите, растот е на граѓаните, затоа што никој нема да има полза ако ние сега отидеме во рецесија. Независно кој е на власт. Независно кој каква амбиција има за да си ја зачува фотелјата или да може да се фали и да мафта со некакви статистики. Тоа што е фундаментално, а ни недостасува во континуитет во последниве, слободно можам да кажам, 6 години, е негрижата кон вистинските проблеми и предизвици на јавните финанси. И зошто го кажувам ова и можеби сум веќе досаден бидејќи каде да искочам зборувам за тоа. Ако сакате да бидете фер и да бидете на страна на јавните финанси во оваа држава, конечно и за секогаш, еднаш за секогаш треба да го воведете интегрираниот IT систем. И зошто го кажувам ова? Не затоа што верувам дека дигитализацијата ќе ги промени сите работи во општеството, туку затоа што еднаш за секогаш ќе ја тргне раката делумно, ќе уточни професионалната полемика која се базира на точност, на податоци, отице да не се расправаме со професорот, тој вели 10 ке расти или не знам што. Не, и на крајот на денот, ние ќе имаме систем кој што ќе биде отпорен не само на кризи, ќе биде отпорен на политика. Затоа што вие кога ќе влезете во систем каде што нема да можете тек така да си ја проектирате стапката на раст за буџетот да можете да го набилдате, затоа што моделот кој што го создала таа институција кажува поинаку, затоа што во спротивно стручната јавност ќе искочи и ќе ве нападне, затоа што тоа нема да биде остварено. Тоа е единствениот начин кој што може нас да не доведе до негде. Зошто во 2026 ние се уште зборуваме до каде ни е тој процес? Доволно зборува за подготвеноста на политичарите во изминатите, пак ќе кажам, 6 години, за да ги средат јавните финанси, а со тоа и позицијата на оваа држава од економски аспект. Државата е 1/3 чинител од вкупниот бруто домашен производ. Знаете што значи тоа ако таа 1/3 на вистина завршува на вистинско место и во вистинска вредност? Меѓутоа, Виктор, има тука едно многу големо но. Мислам дека и ние се паднати во стапицата. Мислам, ние економистите, па уште и вака кога дебатираме по телевизија, ние го прифативме играта на политичарите, да ја користиме бројката за стапката на раст на БВП како тема за дебата и уште и мерка за успешноста на политиката. Апсолутно смешки, да не речеме и нонсенс. Ние си знаеме што значи БДП. Тоа не е струка. БДП е прокси за некаква си резултат за некакви си економски движења. БДП е формула што многу лесно знаат политичари да манипулираат. Запис во проценти што сте правеле минатата година во економска сфера. Второто многу битно прашање, а како се распределува тој БДП? А како тој БДП е одредлив или не е одредлив? Има тука многу побитни дилеми, многу побитни дебати, а ние ги поскакаме и онда се бафтаме околу тоа колкава е стапката и дали е повисока сега од лани на овие политичари од оние. Еве за вас едно прашање кое не сум го користила како трик на оние кои доаѓаат во студијата да се Ја немам проблеми со трикови. Да се фалат колку е, не, тие ги користат триковите, фалејќи се третата па петата економија, шампионска економија во Европа резултат. Не сум го поставила како дилема. Што повеќе треба да не радува? Дека Германија се одлепува од шансата да влезе во рецесија и дека незиниот бруто домашен производ ќе покаже кондиција да расте
побрзо, или нашите бројки за економскиот тигар кој те е трети, те е петти, а во суштина тоа само по себе без овој мотор ништо не значи, тоа е тој што влече и што ги дава потенцијалите и шансите за... Дефинитивно првото треба да не биде побитно, бидејќи растот на македонската економија е врзан за ситуацијата во Германија. Во Европската унија, меѓутоа меѓу државите членки на Европската унија пред се Германија, затоа е многу битно за нас каква е кондицијата во случајот на Германија. Меѓутоа она што уште понатаму треба да го правиме, ние треба да го гледаме уште повеќе да го зголемиме извозот кон државите членки на ЕУ и да го диверзифицираме. И таа тема повеќе пати сме збореле. Но во дадениот случај, сите тие теми ние сме трета или пета економија. И Оливера, ти кажа многу искрено, мислам дека премиерот треба да се запраша дали стварно мисли дека било кој на оваа држава, деца во градинка му веруваат. Не знам зашто го потребува тоа. Зар мислите дека стварно некој во Македонија мисли дека сме ние трета економија во Европа? Па јас стварно не знам што чекат овие европјани не дојдат овде да живеат кај нас. Зашто нашиве бегаат таму во лошите економии? Добро, сега не вели трета економија, вели најдобар резултат во растот на перформансата на економијата. Ништо не значи некаква си стапка за раз во 3 месеци. Ништо не значи. Ама баш ништо не значи. Никому ништо не му значи, ништо не може да се потврди со тоа. Тоа е исто како да кажете дека во првиот квартал имате рекордно ниво на инвестиции, странски инвестиции, а при тоа да не почекате да се исплатат дивидендите, да излезат парите, па да видите негативни во вториот квартал, а да не почекате да заврши годината. Значи има некои економски показатели кои што треба да сега добро е ова со што кога ќе почекаме. Знам дека и кога не се подготвуваш за интервју, главното прашање кога доаѓаат овие со компетенции од финансите, што ќе правите оваа година на ребалансот, ќе ги скратите ли капиталните инвестиции, затоа што кога ќе погледнете редовно на средина на годината, реализацијата била катастрофална. Сега секој кој би тргнал по таа инерција, во принцип би сгрешил. Оти оваа година на чудната слика на фискалниот бројач е целиот дефицит во разлика помеѓу приходите и расходите. И чудно, капиталните расходи имаат реализација од 43%. Тоа исто така одамна не сме го видели. За тие што сте подобро упатени, велат дека е невозможно да излезете од зимски период, едва и да прочнете во некаква пролетна градежна офанзива и да забележите половина од реализацијата на капиталните инвестиции, дека тоа веројатно се должи на плаќањето на обврските кои остана од минатата година, кој на чуден начин заврши со секакви кусоци. Што тогаш може да се скрати ако веќе дефицитот е потрошен, а меѓу другото тој во првиот квартал има сериозни плаќања на обврските кои останале од минатата година? За жал не сакам да звучам. Еве да речеме една важна ставка е тргната, Бехтелиенка оди во јавното претпријатие за државни патишта, тој на никој начин не влегува сега во овие буџетски бројки. Тоа е само една фина маска, оти заеми ќе мора да се земаат, кредити да се земаат, да се финансира тоа. Не би сакал да звучам негативно, затоа што негативните оценки некогаш даваат и негативен ефект на економијата, но јас се плашам дека ќе се вратиме во оној во една ликвидносна спирала, која што на вистина многу го чинеше македонскиот бизнис, а и македонските влади. Што значи ова? Ако ние сме сведоци дека оваа година делумно реализацијата на капиталните расходи е заради исплатените средства делумно од унгарскиот така наречен кредит, а позначен останат дел е исплата на нешто кое што било фактурирано и очекувано да биде платено во 2025-та, а е платено во 26-та, тоа значи дека обврските кои што ќе бидат направени во 26-та или ќе бидат платени во 27-та, или ќе доцнат со плаќањата. Пред извесен број на години се... ги гледав извештаите на Министерството, сега ние не се измислуваме капиталните расходи според извештајот, за првиот квартал бележат 25 милиарди од скупната сума на 40 милиарди. Тоа значи
Тоа секако значи дека ниту се изработило тоа во првиот квартал, ниту е тоа реализација која со таква динамика ја покривате? Авансно се платило, а точно знаеме кога може авансно да се плати според нашиот закон. И тоа е скоро па и невозможно, освен сега во последниве неколку месеци нели се зборува за такви некои сделки кои што биле реализирани во некои минати години. Така што за очекување, ако веќе зборуваме дека ќе имаме мало кратење или пак мало променување, ребалансирање на буџетот, дека еден од ризиците кои што може да не следи во следниот период е забавување на динамиката на плаќања на обврските од страна на државата кон оние кои што и текако си ги извршиле работите, затоа што една од причините зошто имаме раст на економијата е ангажираниот градежен сектор, кој што и текако игра важна улога во пресметката на економскиот раст. Нешто што во претходните години гледавме дека немаше доволна динамика, нити па некаква реализација. Според структурата на растот на бруто домашниот производ, главната палка, главната улога ја игра финалната потрошувачка. Ако ги земеме зголемувањата кои во добар дел одеа од касата на буџетот, поради новите колективни договори, поради поголемата сума, тоа значи повеќе пари во потрошувачката, тоа значи сега дека сепак главниот сегмент во растот во структурата на бруто домашниот производ го прави финалната потрошувачка, кон која буџетот се повеќе и повеќе издвојува, затоа што на тој начин се обврзал со колективните договори. Овде даваме за овде да ни покаже резултат, а ова што е важно и одржливо не станува фактор која менува структурата на бруто домашниот производ. Повторно се враќаме на истата приказка. И без тоа, формулата за пораст на бруто домашниот производ е финална потрошувачка плюс инвестиции, плюс владена потрошувачка, плюс разликата меѓу извоз и уvoz, кој што е кај нас стално негативна, така што збориме за првите три. И меѓу првите три стално е личната потрошувачка. И ние стално имавме разводен од личната потрошувачка. Меѓутоа, оваа влада, јас се тука сега Виктор кој рече затоа реков или. Оваа влада мислам дека и може да смисли уште еден трик. До година се избори, нема да го забораш тоа, а размислувај како политичар. Знам дека не може туку така, ама пробај. Не сакам. Добро, ама види сега што сака. Он мора да до година да измисли добра приказка. Што ќе ја продава. Една од приказките е, имаме висока стапка на раст на БДП, и второ имаме прв пат во историјата на Македонија ќе имаме рекордно исполнети капитални инвестиции, дури и надмашени од планираното. Лани, при планирањето на буџетот, капиталните расходи беа помали, него што вообичаено беа дујани. Беа пак надујани, ама помалку. И тоа што знаеш, тоа као се представуваше како мудра политика, владава е реалистична. Мислам дека беше многу убаво пресметана. Помали, сега до крај на годината ќе ги оствари, како што и сам викаш, до октомври натаму нема да има плаќања, ама ќе бидат во многу висок процент реализирани, 100% може би. Ама не е точно. Во апсолутен износ, минатата и оваа година, капиталните инвестиции во своето планирање се скоро, мислам, со 10 милиони евра се разлика. Значи нема голема разлика. Да. Така? А инаку порано се дуваа многу повеќе. Сега не беа премногу. Сега вие зборувате за минатата година дека биле некакви трикови, велам не беа, но трикови кога лани го предлагаа буџетот за оваа година, не ги покачија премногу капиталните расходи, за да може оваа година да имаат рекордно остварување, за да може да фалат на изборите од 27-ма, дека се првата влада во транзицијска Македонија што ги остварила и надмашила планираните капитални расходи. Рекордот го прават во првиот квартал, што е потполно ненормално за верување за очекување. Тоа се јавасни плаќања до крај на година до пола. Ама сега знаат, видите на што го трошиме времето на расправа. Само кога ќе се сетам колку години Кичева Охрид нас ни стоел во некакви капитални инвестиции. Проект на кој заврши кинеската кредитна линија, продолжуваме сега со домашни ресурси. Значи, уште фрламе во тој бунар. Да. И ние се уште во некакви книги тоа си го држиме за капитални инвестиции, иако ако му поминало времето во кој инвестицијата требала да биде сторена, помалку треба да третира. Ама 100 пати сме го збореле ова и со Виктор сме го збореле. Тој автопат е неисплатлив од почеток и тој автопат е неисплатлив и ден денес да биде направен. Он е сега почнат и не можеш да не го завршиш, меѓутоа тој автопат е автоматски фрлање пари.
И колку пати сум кажал, пак ли да повторам, дека не се капитални инвестиции само патишта. Тоа е социјалистичка дефиниција за капитални инвестиции. Добро, капитални инвестиции се образование, иновации, дигитализација. Се дуплирала сумата за наука. И тоа Има е за повеќе во поздравување. буџетот. Тоа не И смеме тоа е да за кажеме. поздравување. Меѓутоа, Да. како се ефектуира тоа? Да. Ма сега вие Тоа е веќе кога многу се интересно. ставивте во чевелот на политичар, објаснувате Не се ставив, не, што себе морал да каже, само да ви кажам, ништо не мора да кажат. Да, Тоа е Мислиш сега, ке добие без да каже? така создаден пейзаж, доволно да кажете Чеврен ќе биде наш, брза пруга до Солун. Па onda зашо правиме емисија Прашања уопште? помеѓу Мислам, нема како потреба да слика дебатираме, станува. Оливера, onda иди, што ќе правиш, прави. Сите Еве, го емигрираш. Еве што сакам да прашам. Дали за вас се очекувано, да речеме, дека во тие контакти стопански комори се останато, кога ќе ви рече Народната банка дека е низина задача, ќе почне да ја коригира кон горе каматната стапка, таа главната на 7 недели останува 5,35, меѓутоа и ова за брзите 7-дневни нова оперативна мерка од декември, таа почна сега да расте. Таа во принцип се нарекува стерилизирај, или од друга страна вели и испраќа порака на економијата, ти велам, не ти се исплати, не се опуштај премногу, не земај кредити, намали со инвестирањето. Дали е сега тоа вистинскиот пат на одговор кон оваа криза и оваа инфлација сега? И колку тој инструмент на стерилизирање преку Народната банка, која ако има уште една корекција, секако ќе стигне до комерцијалните банки, е вистинската порака, бидејќи инфлацијата на ниеден начин не е последица на било каква економска активност. Како вели министерката, инфлацијата е нешто Не е моја работа. што Народната банка треба да го контролира и Народната банка ги има инструментите со кои што располага и ги употребува затоа што сме сведоци дека инфлацијата кај нас е на високо ниво во континуитет, што и да се обидовме како економија да направиме, применивме различни модели, нити еден од тие модели не успеа. Кога инструментот зголемување на каматите на благајнички записи, на каматите на референтни каматни стапки на Народната банка даваат ефект тогаш кога инфлацијата е пред се поттикната од зголемената потрошувачка, зголемените инвестиции, повеќе пари во оптек. Тоа што кај нас се случува, а го констатира и самата Народна банка во последниот нивен извештај, е дека кај нас базната инфлација е таа која што создава притисок. Жилава е и таа не се само основните трошоци за живот, енергенсите и така натаму. Тоа значи дека кај нас се случува нешто друго во позадина, кое што ја подгорува инфлацијата. Сега да се вратам и на претходната поента, затоа што е поврзана. Базната стои на некаде околу 5% и е упорно жилава, не мрда таа позиција. Ама, ако ние базираме економски раст на потрошувачка, а сме земја, економија која што е целосно увозно зависна. Што значи тоа? Ние даваме целосно, се препуштаме на милост и немилост на трговците кои што ќе увезуваат или ќе ни продаваат суровини и крајни производи кои што ги конзумираме и како граѓани и како компании. Тоа е голем ризик за една економија. Значи, ако било која влада сака да заузда некои процеси тука, треба на долг рок да ги гледа овие промени и да обезбеди по-сигурна економска иднина со цел да произведува повеќе од тоа што е финална потрошувачка. Ако не се лажам, и претходната влада во владината програма во 2017 година велеше раст базиран на потрошувачка. Нас ни се сменија владите, кои што се идеолошки различни, а го имаат истиот мотор на раст. А не гледам дека во овие 12 години нешто се промени од аспект на Оти тоа не бара никаков мастер план. Тоа оди по инерција. Другиот обид да ги промените тие сите бара сериозен политички мастер план. Што ние да направиме за да бидеме сигурни? Чекај, Оливера, тоа бара многу голема промена на мастер планот. Ова што го збори Виктор. Идејата е, ја знам, одамна го збориме истото, и на телевизии уште го имам зборено и директно со политичари. Мора да прифатиме, најисплатливо за Македонија е да прифати модел на раст базиран на експанзија на извозот.
Не на личната потрошувачка, на експанзија на извор. Не разбравте, токму тоа беше поентата. Ако се препуштите само на потрошувачката, не ви треба мастер план. Ама овде е точно на поента што уште еднаш сакам да кажам, што Виктор ја кажа, значи не е проблемот на обедијала, Народна банка ги покачува каматни стапки зашто го направи Европска централна банка. Инаку, инфлацијата во Македонија не е монетарен проблем. Не е. Проблем е на лошо регулирани пазари. Тука е проблемот. И не е дека ние ги применивме сите модели. Моделот на примена на законот за заштита на конкуренција и добра регулација на пазарите не го применивме. Така. И затоа не сме решили инфлацијата. Ама нема да решиме, нема да се примени тој модел, затоа што владата не ќе да го примени. Не ќе да го примени. Еве ги има законот, одамна го има закон за заштита на конкуренцијата. Го донеси оној закон за нефер трговски практики во синџирите на земјоделски производи. И што? И што? Никому ништо. Ама баш никому. Добро, ништо. ние сме во скромен Не ќе да го примени. Во скромен почеток на, како се вели, на користење на овие механизми. Имаме скромни интервенции, скромни казни кои треба да делуваат дека тоа независно од централната, нема што да го прашуваш воопшто министерот за економија, добро и да се обидеш да го прашаш, немаш да го пронајдеш, ама премиерот кој почесто зборува и на овие теми нема воопшто зошто да разговараме. Компетентноста на институциите мора да е доволно важна, тоа и мимо овој политички вокабулар да се случува. Ние чекаме до некакви екстерни ситуации во кои викаме на влада ке носите ли специјални мерки, бидејќи уживаме во статусот на постојана специјалност. Ете тоа е веројатно. Пауза за реклами. Паметам скоро се фази какво чудо ќе направи, колку е паметен потегот со унгарскиот кредит, како брзо ќе ги видиме резултатите од тоа. Формулата беше оди во буџетска поддршка, ќе направите кампања, ќе обележите проекти, нивната реализација зафаќа повеќе години, но вистината е дека ниту тие пари стојат на посебна сметка, што би се рекло, изедено е. Освен овие кои уште од својата програма за компаниите делумно има информации, префрлен се толку, веројатно тие 250. Иако не ги знаеме деталите. 250, но овие за игра што беа за локалната самоуправа уште остануваат добра пиар алатка, како ќе ги видиме низ математиките, тоа не е извршување од тој обем. Британската приказна подзастана, фала Богу, научија дека не сме пред време да се зборува, додека по некаков стандард не се завршат обврските. Сега повторно се враќа таа приказна, гледам од Солун. Министерот Николовски најавува дека до крајот на годината ќе почнале со брзата пруга на коридорот 10. Новата голема сега приказна, ние никако да се подкачиме дека не мора се да биде мега, туку некако треба да се усогласиме со разговорите, Чебрен ќе биде наш. Оти не знам кога тоа некој друг сакал да ни го земе. Да речеме, кога некој сакал да ни го земе, стои и подписот на Христијан Мицковски, а тоа е 13-тиот тендер кој има истиот вординг како и 14-тиот, кој ВМРО ДПМН е без малку не фрли сите можни камења да пропадне тој тендер, а исте придонесот на Македонија во 13-тиот кој што формално го покрива Христијан Мицковски. Но сега од друга позиција тој ќе биде наш. Дали за вас е поважно, бидејќи видов најава дека се среќавале да им ги образложат мега плановите на градежниците, чишто потенцијали се проценуваат на максимум изработка од некаде околу половина милиарда, да им ги прикажат своите големи мастер планови, на некој начин да се подготват. Сега досега никогаш не сме циркулирале или комуницирале важноста. Што е големиот бенефит од тоа што велиш да биде твое? Големиот бенефит е да можеш да ја одработиш работата, ако чини 2 милиарди, да можат да го сработат твоите компании. Тоа е вистинската рефлексија за економијата. За жал, ова не е нешто кое што јас сум го кажал или сме го читале, сме го слушнале од стопанствениците и од градежната комора. Ако не е наш изведувачот, тоа е нето одлив. Тоа е истото што го зборувавме кај потрошувачката. Ако ние градиме капитални објекти, ќе се поместиме од патиштата и ќе градиме нешто што е модерно или нешто што треба да ни ја осигура енергетската сигурност иднина на нашата земја, а при тоа дојдат
странци да ни ја изградат тој капитален објект, бидејќи нашите колку и да сакаме, колку и да веруваме, во моментов го немаат тој капацитет. Искрено, не сум експерт во енергетиката, ама ваков капитален објект, ако требало државата да го изгради, требало да почне уште пред 20-30 години, кога тој бил и сериозен капитален објект кој што требало да ни обезбеди денешната од таа гледна перспектива иднина. Денеска, како политичар или пак некој кој што е активен во сите овие кругови, да тврдите дека сега треба да размислуваме, може би има информации премиерот кој што ние ги... Не вели да размислуваме, премиерот вели пред одлука сме, проверуваме меѓународен синдикат или конзорциум на финансиери. Ама тоа значи дека ние не располагаме со истите информации кои што располага премиерот. Друго прашање е, ако овој проект го гледаме од фискален аспект, на кој начин Македонија ќе најде финансирање за да може да го изгради, или ќе го користи истиот принцип како со патиштата, па ќе го вадиме од буџет за да се прикаже на сметките на други некои јавни предпријатија. Не вели овој нема од каде да го вадат. Тогаш јас се плашам дека не бере ни 70-80% јавен долг. Ако ние треба да се задолжиме, бидејќи ние фискален простор во моментов, еве кажавме, сме го изеле фискалниот простор во првите 5 месеци. Не, простите, мислам дека за пругата е одговорот, дека таа ќе биде под Министерството за транспорт и врски, и железници нема потенцијал сама да Сакам да кажам. Ама седно кој се задолжува, гаранцијата е на владата. Гаранцијата е на владата, парите се повторно на граѓаните. Кога тогаш некој ќе треба да го врати тој долг. Тој долг, ако е за капитални инвестиции кои што ќе донесат на долг рок економски бенефит, е оправдано. Ама некако ние 30 години зборуваме за тие таквите инвестиции, а реално граѓаните не ги гледаат. Значи, Виктор, немој да се плашиш дека ќе се задолжиме 70 или повеќе од 70% од БДП. Ако сакаме да имаме раст, така се развиле, така. Да, меѓутоа, за мене, изјавата Чебрен ќе го градиме ние, е и поинаков начин да се каже Чебрен нема да биде изграден. Само него да го каже Чебрен нема да биде изграден, него Чебрен ќе го градиме ние. И тука приказната ќе заврши. Нема намера. Не, Чебрен ќе го градиме ние. Ќе биде домашен објект, така? Ќе биде наш. Ние сме Чебрен никој не дојде да ни го земе да го однесе во друга држава, ни еден инвеститор. Па и да сака не може го однесе. Ја преска зборувавме кои ќе речат луѓе македонското сонце. Сонцето не е ни македонско, ни не македонско. Сонцето е сонце, не грее нас, ги грее сите други. Ни струјата не е македонска, него е производ кој што се пласира на пазар за да се задоволуваат одредени потреби. Значи дај да видиме исплатливост. Кој ќе го направи објектот, кој ќе прода по која цена? Никогаш не бил во плановите дека тој ни носи сигурност во базната само може да ја надополни. Енергија може да биде. Ама колку кошта? А дали ќе биде корисен толку колку што значи основната кост бенефит ја немаме. Како да е тоа приватна работа на една влада, ти најчесто велат имаме мандат. Обврските кои се од енергетската стратегија и меѓу другото кои би требало да бидат сериозни за фаќања кон парите, а се важни за базната енергија. Важни се за обврските што ги прифаќаме во смисла на тоа колку ќе откачуваме од субвенционирањето на цената на струјата. Тоа се Битола 1 кој треба да работи на газ и ТЕЦ Неготино. Тоа се главните активности кои треба да го носат електростопанство на Македонија во динамика каде што нивното завршување е поважно од оваа мегали приказ на Чебрен ќе биде наш. Сега другата поинта е ЕСМ може сам да си се задолжува. Сега предпоставувам дека задолжувањето е кај домашните банки и тоа има некакви лимити во смисла на изложеност кон еден ентитет и веројатно ќе стане проблем ако перспективно ништо во врска со ликвидноста на таа компанија не се случи. Значи позитивното е дека имаме поместување во таа област. Видовме, бевме сведоци, се потпиша пред некој ден, ако не беше и вчера, ако не се лажам, почеток на планирање на тој голем проект со грант од Светска банка како техничка поддршка за да може да се подготви целата таа документација. До каде ќе оди овој проект? Навистина
не можеме од денешна перспектива да кажеме, затоа што истата таа Светска банка пред 7-8 години финансираше и иста таква студија за Чебрен преку AFC. Па видовме дека џабе што пишува експертите за тој објект, дојдовме до тендер кој што не беше на крајот реализиран и потпишан од тој што го доби истиот тој тендер. Така што за жал, сега ќе зборувам како граѓанин, за жал мислам дека граѓаните веќе изгубија доверба во системот дека има капацитет и јасна, не само политичка, туку и реална намера да спроведе вакви големи проекти. Затоа што видовме и за жал мислам дека во иднина ќе гледаме се уште дека колачот за набавката на јаглен е многу посладка приказна отколку реструктурирање на енергетската иднина на нашата земја. Когенеративните централи треба да ни бидат и текако сериозен извор на енергија, но треба многу внимателно да се поставиме како држава и ако велиме дека наша ќе биде Чебрен, да видиме како наши да бидат и тие извори. А при тоа да најдеме соодветен. Нео сега ќе беше длабоко во фаза на градење од крајот на мандатот на претходната влада, кога со посебниот закон за стратешки инвестиции ВМРО го блокираше. Еве 2 години не гледаме дали може да преговарат со истиот. Беше ветувањето дека ова можеме да го издействуваме со подобра формула и оваа нема да ја дозволиме сега ниту формула, ниту најава за... На крајот на денот енергетскиот потенцијал, односно потребата за газ во иднина на Македонија се пресметува врз основа на потребата која што ќе ја имаме од кога ќе ги изградиме овие централи. Ние ќе имаме сега интерконектор со Грција, преку кој што ќе имаме, се надеваме, поевтин газ, нема да можеме да го користиме. Зошто? Затоа што нема да имаме капацитети, ќе немаме каде. И што ќе бидеме? Транзитна дестинација. Дури ако не го завршиме интерконекторот со Србија, може тука да ни остане толку колку што ќе ни дојде. Се работи за меѓународен стратешки крак кој што навистина треба да обезбеди една по алтернативен извор на енергија која што од големата траса што некогаш одеше преку Македонија, еве успеавме да стигнеме до крак кој преку Македонија може да заврши до Србија, некогаш пресметките како се вели беа сосема поинакви за големите енергетски, патни, инфраструктурни коридори, па дојде едно чудно време, се не заобиколи по некоја друга линија и сега себе си само уште се опишуваме дека сме тоа што повеќе не можеме да бидеме поради логиката на коридорите кои се изместени од нас. Професор Узунов, сигурно во двете кризи, ако гледам дека ова влада вели дека ова била таа најчудовишната во теснецот нафтената криза, во психолошка смисла, бизнисот како можеби најплажливото суштество, војна на територијата на Европа, брзи политички одлуки кои велат не ништо повеќе од таму каде што живееше целата наша енергетска сигурност и она со пандемијата каде што не прашувавме колку чини животот во секоја смисла, спасот и неработните места. Оние кои се во големиот клуб завршија големите давања и потоа солидарно поделија 800 милиони евра членките на Европската Унија. По некаков принцип најпогодените како Италија која зема 200 милиарди, еден е соодносот на грантови и поволни кредити. Кога ќе претрпите такви инвазивни последици и по буџетот, и по се што е економија што треба да придонесе, на крајот обновата е повторно наша и на наша сметка. Дали е тоа една од важните ненаучени лекции дека една мала отворена економија мора да живее под вистинскиот голем чадор, инаку секој мора да финансира сама за себе? Тоа е точната констатација. Една мала држава како Македонија најдобра алтернатива е таа да биде во тој чадор, ЕУ, бидејќи тогаш и во ситуацијата кога ќе има криза или после при обновата на ситуацијата после криза, тие пари во голем дел ги враќаат работите назад кај што били и ги заврзуваат да идат побрзо напред. Меѓутоа тоа ни покажува уште една многу убава
работа. Премиерот нас вика нема да почнеме да преговараме со ЕУ бидејќи идентитетот нема цена. Очигледно, ова е цената на зачување на така наречениот идентитет, кој иначе не е загрозен, ама во реториката на владата не се интегрираме во ЕУ, не почнуваме преговори, не го менуваме уставот, бидејќи тоа ќе ни го загрози идентитетот. Значи, нас идејата дека ни е загрозен идентитетот и ние од таа црвена линија нема да остапиме, во дадениот случај не кошта, не чини како држава сите тие милиарди, немаше да добиеме колку Шпанија и Италија. Меѓутоа ќе добиевме барем 1 милиарда за проблемите, штетите во врска со ковид. Добивме ние 50 милиони. 50 милиони. Да бевме таму, ќе добиевме барем 10 пати повеќе, а може би 20 пати повеќе. И тоа е цената на зачување на измислениот проблем со идентитетот. Значи не е бесплатно. Кој ќе каже премиерот, подгответе за маратон. Он со други зборови нема да влеземе брзо во ЕУ, подгответе за маратон. Он со други зборови ни кажува: граѓани, подгответе се долго време да живеете сиромашни. Подгответе се да се бркате, тркате самите со себе, кој подолго ќе издржи посиромашен. Така, не вели дека има алтернативен план, односно не алтернативен план, дека ние со собствени сили за своји пари можеме да сториме Македонија. Не, ние можеме да мислиме дека можеме да сториме. Во денешен глобализиран свет, сама не може да биде ни Кина, ни САД, ни Русија, а не малата Македонија. Значи, денес сам не игра никој. Да може малите земји да ги остварат овие цели, тогаш Унии немаше да постојат. Немаше да постојат кругови каде што побогатите, посилните ќе ги поттикнува и ќе ги финансира голем дел од овие развојни. Тоа е глобализацијата. Процеси. Македонија, да кажеме дека има капацитет, јас верувам дека има капацитет. Ние сме покажале како земја, како систем дека кога сакаме да работиме сме работеле, кога сме имале една иста цел. Ама не верувам, повторно се враќам на истава приказна. Гледајќи го фискалниот простор кој што го имаме ние во моментов, ние не можеме да спроведеме ни структурни реформи, затоа што реформата не значи само носење на закон, значи и спроведување. А како ние ќе направиме декарбонизација во оваа наша земја со овој фискален простор и при тоа праведна декарбонизација, каде што нема да имаме губење на голем број на работни места, а при тоа ќе обезбедиме сигурна енергетска иднина која што ќе биде чиста. Значи, тие процеси, тие работи мораме да ги правиме со поддршка. Единствената поддршка во моментов, единствениот стратешки партнер, ако сакам да го употребам политичкиот речник, во моментов треба да ни биде Европската Унија. Без разлика што не е убаво да имате монопол на опциите, сепак најголемиот потенцијал лежи таму. Не зборувавме, не ги споменавме до каде сме со планот за раст, не од аспект на реформи. Зборуваме за инвестиции, така? Каде сме со инвестициите кои што требаше да ги финансираме со ефтини кредити, надополнети со грантови средства од различни инструменти за Западниот Балкан. Ама тоа е суштината за која што јавноста треба да ги притиска политичарите. А не да зборуваме за дневна политика која што само ќе не донесе во тоа чиф ќе биде чебрени. Дали ја знаеш онаа песна од Бело дугме, референот вика заборави ако можеш. Значи заборави ако можеш. Премиерот ти вика припремете се за маратон во сиромаштија. Ке живеете во сиромаштија, бидејќи ја одлучив да живеете во сиромаштија. Тоа ни го кажа со други зборови. И никој не му рече чеке полека. Ете, тоа е проблемот. За тоа, дечко, заборави ако можеш. Така рече. Вчера на роденденот рече дека Македонија забрзува. Супер. Дај Боже. И така треба да биде, тоа треба да биде приказната на Македонија. Ама не може, верувам дека Македонија како забрзува? Како забрзува? Како предвижуваш еден систем да забрза? Не. Сам по себе, затоа што премиерот рекол. Значи можеш да имаш реални полуги. Напротив, затоа велам. Дај Боже тоа да е вистината и дај Боже да веруваме. Ние сите треба да веруваме. Јас една од работите која што ја гледам во последниот период е дека луѓево дури кога имаме нешто позитивно, ние секогаш ги гледаме негативните работи. Јас затоа велам, една од причините зашто сум се вратил во оваа земја да живеам, а не сум создавал надвор од неа, е затоа што сум сакал да создадам овде нешто и сум видел потенцијал дека можам тоа да го правам со тукашните ресурси. Мислам дека некогаш треба да бидеме и малце помалку самокритични, затоа што не е се црно кај нас, да видиме позитивни примери. Знам дека е тешко после години. И јас кога почнувала оваа земја со процесот, сум имал 14 години. Така сум бил во основно оделение. Денес имам
36 години и се уште зборувам за членство во Европска унија, при тоа не сме го исполниле тоа за кое што сме верувале. Скоро сите теми кои бараат синергија на екипите, знаење, микс од искуство и знаење, одговорност кон запишаниот збор, особено тој што сам си го запишуваш, како да не се предизвик наспроти големите думи. Никогаш нема да отстапиме ниту јота, ниту милиметар, ке чекаме со децени, кои што се позаглушувачки и тоа дури и малку компетентна јавност која сака да учествува во некои дебати ги обесхрабрува. Пред 3 дена видов во собраниската расправа ке речеш Закон за јавна обвинителска служба, па не допира сите. Ама беше на листата на оние кои треба да се завршат, поради кои ќе се искористи одредена сума од европските пари од планот за раст. Одговорот на заменикот министер на безбројните прашања законот е потполно видоизменет од тој што тргна од работната група до овој време, одговорот на заменикот министер е: моравме брзо да го донесеме во собранието, оти истекува грејс периодот и ние немаме никаква корист од штиклиран закон ако навистина не растеме во компетентноста, во политичката дебата, струвајќи ги тие работи сосема навреме и пеглајќи ги законските текстови на вистински начин. Наместо конфликт би требало да имаме подобра политичка артикулација, ма еве професорот е поискусен, вели не. Ја ви реков, заборави ако можеш. Ако не можеш, тоа е друго. Не, ама затоа создаваме плодна почва за деструктивни сили во општеството, кои што може да чинат многу повеќе оваа земја. А чекај, ние сакаш да кажеш, ние припаѓаме кон оној општествен талог на глодари. Благодарам што вечерва бевте мои гости. Нашиот термин заврши, почитувани, ве повикувам да ги одгледате вестите во 21:30. Пријатно.